гледаме дека нашиот сектор уште не е целосно умрен. Има неколку активности, чат пат, а уште подобро ми доаѓа затоа што зборуваме за демократијата. Мислам дека ние се движиме опасно кон не само назадување на демократијата, туку кон една сериозна политичка, па и безбедносна нестабилност како држава. Јас сум многу непријатно изненадуван како нашето општество ја игнорира свесно целиот обид на ова влада да ги наруши меѓуетничките односи и се задоволува само со тоа да покажува дека сите искажувани критики во тој однос доаѓаат од една политичка партија која изгубила власт па сега плаче за да се врати. Ја мислам дека ова влада, не знам дали е свесно влезен во тој процес, не знам кои се крајните цели на ова влада, но ова влада сериозно ги нарушува двата столбови на нашата современа држава, а тоа е меѓуетничките односи, power sharing, како сакате, нарекувајте го, кој ја воспоставува рамнотежата на ова држава како мултиетничка и на сите граѓани, а не Македонија на македонците, која се покажа низ историјата дека не може така да функционира и не е здраво општество, преку нарушување на Охридскиот договор, и тука ги имате сите можни примери, да не ги повторувам сега. И вториот столб кој не задржува сите заедно како граѓани, тоа е суспензија на процесот на интеграција во Европска Унија. Сега, кога вие ги нарушувате овие двата столба врз кој потпира нашиот систем, вие предизвикувате реакција. Која ќе биде тоа реакција, ќе треба да видиме, но јас сум сериозно загрижен за стабилноста прво на нашата држава, а секако дека кога демократијата секогаш умира кога вие имате безбедносни предизвици. И затоа има мои дилеми зошто ова влада удира баш на овие два столбови, дали е тоа за да се воспостави еден авторитарен режим кој наликува со нашиот нов стратешки партнер Орбан и реплика на режимот на Вучич во Србија, или ова го прави несвесно, незрело од немање сенс што тоа може да предизвикува. Мислам дека авторитарните режими секогаш многу лесно ги користат истите практики од the playbook of тој плейбук на авторитарни режими. Секако дека потребно е надворешен непријател. Тоа веќе го имаме. Го сменивме, ни беше Грција, сега ни е Бугарија, па помалку и Европска Унија која многу лошо се однесува спрема нас, и секако ќе треба да се создава нов внатрешен непријател. Тука се знае дека секогаш државни кривци биле албанците, и мислам дека ова влада тоа сака да го предизвикува за да се креира тоа нестабилност, за да може да го воспостави целосната контрола врз системот. Нормално гледаме дека веќе немаме цензура, туку автоцензура во медиумите. Целиот информативен простор, критичен кон јавноста, се прави само по еден онлайн медиум, Ја не гледам некоја телевизија која критично се однесува и го следи објективно работата на владата. Гледаме дека невладиниот сектор веќе како да не постои, благодарение и на господинот Трамп секако, но
секако гледаме дека недостасува и е реална, genuine ангажман од нашите колеги кои би се залагале и во отсуство на фондови, и гледаме дека нашата критична маса веќе не е маса, туку се индивидуи кои тешко дека можат да пробиват во јавниот простор.